И се враќаме назад со утринската програма. Во студиото, како што веќе најавив, имаме еден убав разговор за настан кој што ќе ни се случува во сабота. Одличен ден за настан, каде што ќе се поврзат многу луѓе, ќе се сподели убава енергија и секако ќе се слави убавината на храната и на природата. Slow Food Salon 2025, негово четврто издание, годинава под силно мото кое што носи убава и секако гласна порака, а мотото е заедно со природата. Добро утро за Василка Стефановска од Slow Food, од која што ќе ги добиеме деталите ова утро. Ве прашав како оди подготовката, со оглед на тоа дека е голем масовен настан. Забрзан, да. Ајде да одиме поред. Мотото годинава е заедно со природата. Што сакате да испратите до јавноста како порака со оваа тема и зошто е важна токму сега? Најпрвен да ви се заблагодарам за поканата. Оваа тема ние ја обработуваме цело време. Значи, се провејува низ годините од кога Slow Food почна да работи во Македонија. Меѓутоа, од година на година, ние кога почнавме, мислевме дека ние сме во Македонија најблиску до природата и дека нема некои промени кои што треба да ги правиме, но се покажа како некоја, како да кажам, погрешен момент на размислување. Технологијата и се она нешто што ни се случува во годиниве наназад, па и климатските промени, го кажуваат спротивното и потребата за што поблизо контакт со природата е се поголем и поголем. И токму поради тоа во оваа фаза решивме за овој настан да го одбереме токму ова мото. Slow Food често зборува за враќање конкурентите, за природните процеси, па од тука прашањето како овој салон ги спојува традицијата и модерните концепти за одржливост. Па то на неколку пати сме го кажале, на неколку наврати и мислам дека тоа е едноставно. Не можеме ние, ако ја следиме традицијата, да останеме со газиени лампи и некои други средства кои што се користеле во минатото. Меѓутоа, она корено што е од традицијата мора да се провејува и мора да остане и мора да биде во согласност со новите технологии, затоа што неминовно е на ова брз развој на технологија ние да запреме некаде во минатиот век. Како сето тоа се постигнува? Многу едноставно. И новите технологии, имајќи во предвид дека потребата на луѓето е се поголема за природна храна и храна која што се подготвува и одгледува на традиционален начин, и новите технологии се прилагодуваат кон традицијата. Ние кон новите технологии, а новите технологии кон традицијата. Например, да кажеме, се користат хемикали кои што имаат се помало и помала штетност врз род. Понатака се употребуваат алатки, технички алатки кои што пак ги забрзуваат процесите на традиционалното производство. И тие се практично сега во некакво вмрежување и си помагаат едни на други. Капковиот систем за наводнување, понатака сушари кои што работат на соларна енергија и многу други машини кои што работат на соларна енергија, така да тие се взаемно се поврзуваат и си помагаат едни на други. Не можеме да кажеме дека се потполно одвоени едни од други. Саемот на храна можеме да кажеме дека е срцето на Slow Food, ако може така да се изразам. Да. Каков избор на производи ќе има годинава? Ќе имаме ли нови производители или региони кои што се представуваат? Велам нови, бидејќи на тој начин добиваме некои податоци и статистики колку од младите и од луѓето се охрабруваат да се преселат од град во некоја порурална средина, па да се започнат некој ваков бизнис, па да ја добијат поддршката од Slow Food. Имаме ли зголемување на производителите, на излагачите, зголемување на интересот кога ги организирате овие настани? Да. Интересот посебно кај младите е се поголем и поголем и нешто што многу ги поврзува младите со Slow Food, затоа ве прашав. Да. Многу некако и доверба имаат кон вас. Па
При разговор со нив, велат како да се чувствуваат дека имаат од кого да добијат поддршка, велат ако некаде некогаш има проблем, тука се. Така, ви благодарам. Производителите кои што на овој салон ќе бидат присутни се некои кои што досега постојано биле и кои што консументите си ги познаваат и доаѓаат токму заради нив. Но секако дека има и нови, има и млади кои што се заинтересирани за ваквиот начин на производство и за нас овој пат можеби поинтересни, најинтересни се производителите и одгледувачите на маслинки кои што ќе ги имаме на овој салон. Значи интересот навистина е голем. Салон за пијалаци. Звучи како интересно и вистинско откритие. Што можат посетителите да вкусат, што го прави овој дел толку специјален? На салонот за пијалаци се изложуваат семените винари, кои што се дел од Slow Food, понатака младите крафт пивари, кои што се така една интересна дружина, и дестилериите. Има се повеќе и повеќе дестилерии кои што се приклонуваат и кои што се дел од Slow Food. Значи тоа се тие сегменти кои што ги има во овој дел на салонот. Так. А интересен е секако затоа што се убави вина кои што се од мали винари со специфичен вкус, мирис, даваат нешто специфично. Така, ќе се одржат и на Slow Food арената 3 форуми. Кои теми ќе се отворат, што очекувате да произлезе од тие разговори? Значи, чисто преку овие прашања сакам да визуелно објасниме што ќе се случува во Континентал. Нема да биде тоа само излагач па да се направи еден круг. Да. Туку ќе има разни активности на повеќе места. Да. Сајмот почнува во 11 часот, завршува во 20 часот. Целодневно. Салонот, да. Комплексен е целиот настан, затоа што е една сложувалка од многу проекти кои што ги работи Slow Food. Форумот е еден дел од салонот, на кој што ќе бидат обработени 3 теми. Едната тема ќе биде едукација за одржлива иднина. Тоа е проект кој што го работи едукативниот тим на Slow Food во врска со училишните градини. Втората тема е храната, производството на храна по принципите на природата, тоа се агроекологијата и Slow Food фармите, кои што се еден нов концепт во Slow Food. И третиот форум е Slow Food Travel, гостилниците и винарите кои што ние ги имаме обработувани и кои што се дел од Slow Food. Кој е заклучокот, односно што сакаме да постигнеме со ова, да се поделат различните искуства, да се почувствува што треба, што понатака во кој сегмент понатака треба да се движи стратегијата за да имаме добри резултати во сите овие 3 сегменти. Така. Мастер класовите и школото за готвење се меѓу најатрактивните сегменти. Сигурно ќе се очекуваат и некои нови моменти од аспект на техники, рецепти, нови знаења кои што ќе може да ги научат посетителите. Па најверојатно во склоп на салонот има 2 типа на работилници, едниот мастер класови за спарување на вино со храна, а вториот сегмент е школа за готвење, така некако ова е насловена, а таму ќе имаме презентации и обуки како и на кој начин се прави зреен, која е технологијата за производство на зреено месо. Тоа се нашите пријатели од групата Зреено месо, кои што се навистина ентузијасти доста. Понатака Пеце Клечкаровски ќе биде со своите намази, со објаснувачки елементи за тоа на кој начин го прави тоа. Сите овие настани ќе бидат ќе можат овие посетителите да ги видат или вашите гледачи да ги видат на програмата која што во текот на утрешниот ден ќе имаме објавено на социјалните мрежи со сатници и ќе можат да се одлучат каде во кој дел треба да учествуваат. Освен тоа што ќе го погледаат пазарот, ќе вкусат, ќе пробаат, ќе разговараат со локалните производители
производители, ќе си купат нешто, можат и овој едукативниот дел да го посетат. Детското катче секогаш привлекува внимание, ќе го имаме и годинава. Така, да. Што ќе се случува за најмалите? Тоа детското катче ни е посебна љубов, затоа што ние... Од мали се учат, вели, од мали може се учат убавите навики. Детското катче на секој салон го имаме. Оваа година има интересни теми за ова работа со децата. Една тема има сложувалка, каде што ќе можат од есенски продукти да сложуваат едно полжавче, кое што е нашиот символ. Потоа ќе има една работилница за шепотиме со природата, каде што ќе им пуштаме на децата звуци од природата добиени од вода, од река, од шум, од листови, и тие да ги препознаваат, и од животни, нели? Потоа ќе имаме разговор со природата, каде што децата ќе имаат можност да видат како и на кој начин всушност растенијата просто живеат во природата во текот на својот раст и развој и како тие комуницираат и со природата и околината околу себе. Така. Салонот има силна порака за премин кон регенеративни практики, па затоа следствено ново и прашањето колку сите овие настани носат до конкретни промени кај производителите и потрошувачите. Верувам и тоа е една од целите. И што се прави, промените ги чувствувате, но ете сакав чисто да го поставам и прашањето да дадеме повеќе ветер во грб на оние кои што се уште не учествувале на еден ваков салон. Значи, ние функционираме веќе 16 години во Македонија и можам да ви кажам слободно дека голема е промената кај локалните производители во однос на начинот на производство, во однос на користење на алатки со кои што го вршат производството, начинот на амбалажирање, начинот на кој што приоѓаат на консументите, можноста да се представат на консументите и да си направат разговор, така да даваат една можност консументите да бидат сигурни од кого купуваат и што купуваат, затоа што тие разговори навистина се многу значени. Слободно можам да кажам дека голема е промената кај локалните производители, ги нема веќе оние тегли со налепници од мајонез, со капаци од мајонез. Мислам, навистина многу голем придонес. Еве, нема да бидам скромна, меѓутоа навистина е така. Ние Slow Food дал во однос на сите овие елементи кои што ги ви кажав, за да можат локалните производители да се прикажат на пазарите навистина како прави професионалци во однос на тоа што го работат. При крајот разговорот добивте и поддршка од Министерството за земјоделство, велите дека е доста важна кога станува збор за вакви партнерства, бидејќи придонесува за подобар квалитет на ваквите представувања. Сите овие салони кои што ги работиме веќе 4 пати поред се поддржани од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и последниве 2 години и од VFECT. Значи, оваа поддршка навистина ни е многу значена и нас ни дава ветер во грб, секако. Се гледаме во сабота, уште еднаш што станува на крајот разговорот да ги поканиме гледачите. Не знам зошто еве ако зборувам и приватно, сега пред празници сабота ми е многу убав ден за ваков настан. Да се биде таму, луѓето си пијат кафе, комуницираат меѓу себе, посетуваат штандови, некако убава енергија се споделува, така ги паметам јас настаните од Slow Food. Заедно со колегата Марко од Телма ќе бидеме таму, дел од овие панели кои што ги најавив, честа ќе биде наша, така да ги поканиме гледачите во сабота да не дружат во Континентал. Па еве да ги поканиме гледачите, да кажам дека настанот се одржува во Континентал, почнува во 11 часот, завршува во 20 часот, што значи дека оние кои што ќе посакаат да дојдат, ќе може и цел ден да си го поминат заедно со нас на било кој од овие настани, со тоа што влезот за посетителите е 200 денари, а влезот за сите членови на Slow Food е бесплатен.
Со влезот имате можност да посетите некоја од овие работилници, освен работилниците за вкусовите на вината и храната, тие ќе бидат со некоја одредена символична сума плюс. Сето ова за да можете да присуствувате на дел од работилниците, ќе биде во текот на утрешниот ден на Google платформа на социјалните мрежи и ќе треба да се пријават гледачите за да можат да присуствуваат, затоа што е ограничен бројот на тие работилници. Децата кои што ќе дојдат со родителите слободно ќе можат да дојдат во катчето, не мора да се пријавуваат. Ќе има место за сите. Благодарам многу, се гледаме во сабота, ќе биде убав ден и убав настан. Се надевам. Сигурно сум. Сигурно ќе биде, не е прв пат, 16 години не се шега. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија. Ви благодарам и вам за поддршката. Благодарам уште еднаш. А до крајот на ова денешно издание, двете редовни рубрики, колешката Тања Сарандеска не информира за настаните од културата во Доза култура или културен информатор, а веднаш потоа колешката Сонја Стојановска со времепловот Невраќање из историјата, кои настани значајни го одбележиле денешниот ден из историјата.